Кај некој што принципот на МВР ќе биде за префрлање на и како идеја нас ни ни одговарат како град, затоа што во центарот на градот се наоѓаат самото СВР и МВР, сето она кое што е под вас како структура. Ќе видите во еден спрат само едната половина колку вработени може да функционира. Таму го префрливме јавното предпријатие Нискоградба и се надевам дека брзостта на пресметките кои што ги направивте овдека со самата структура на полицијата во Охрид, дека е возможно сиот персонал или сите оние полицајци и инспектори и административци кои што работат во центарот да префрлите овде во Касап. Во зградата за која што разговараме. Че се граначалник, ние сме во овој објект. Во моментот сме во овој. Ова е нашиот овој што е доделен. Началник, вчера како што ми извести од прилика 2022 година е доделен објектов од страна на влада на МВР. И за овие 2 години што се правеше? Немаше информација. Значи 2 години е даен на МВР и така се стои. Началник, нашиве капацитети што ги имаме моментално во центаров на градов каде што сме, не ги задоволуваат просторните услови. И паркинг простори. Пратеник, завчера уствари, разговаравме кога констатирав дека станува збор за објект кој што е премал за функционирањето на СВР Охрид. После тоа имавме состанок со градоначалникот и во комуникација на градоначалникот му дојде на идеја, вели, ако вие немате услови да сте таму каде што се, а го имате овој објект, реновирањето на овој објект да го се изврши во наредниот период, со тоа што целото СВР како капацитет кој што го имаме, заедно со пожарната, да се префрлат од локацијата каде што се, да дојдат овде, со тоа што таа локација која што е моментално лоцирано СВР Охрид, идејата на градоначалникот беше да ја направи парк. Да ја направи парк со тоа што значи да се срушат тие стари објекти кои што се таму, да се предвиди катна гаража подземна. Председателот на Совет вели дека срцето вика на Охрид е тука и најмногу што ни фали е зелениот парк.